Ништо од најавите дека проблемот со учебниците експресно ќе биде надминат. 2 недели по стартот на учебната година 1/3 од учебниците ги нема, а новиот рок кој што го даде министерот Чакири е крајот на септември. Следната недела јавноста ќе знае колку книги досега се поделени и уште колку основци и средношколци се снаоѓаат со материјали за учење, бидејќи оваа година МО не стигна да им обезбеди учебници. Економскиот оператор секојдневно доставува учебници. Завчера се донесоа последните одлуки од Националната комисија, се одобрија учебниците за албански јазик, за математика, природни науки и сега продолжуваат до наредни постапки за 600 одделенија зборуваме, но ако и завршуваат, нема жалбени постапки, веднаш и тие учебници ќе продолжат во техничко-графичко регулирање, но исто така и напечатање. Додека ги чекаат учебниците, основците од 4-то, 5-то и 6-то одделенија треба да учат од дигиталните учебници кои се закачени на платформата на Бирото за развој на образованието. Учениците од 4-то и 5-то ги добија најголемиот дел од материјалите, но од 6-то немаат ниту еден од 10-те потребни учебници. И додека се чекаат учебниците, друг скандал го снајде македонскиот образовен систем. Прирачникот за животни вештини за оделенски час за средно училиште стана актуелен во јавноста, бидејќи во него се прашуваат средношколците за хетеросексуалноста и се наведуваат дека дел од хетеросексуалците се со ментални нарушувања или пак се ризик за децата во училиштата. Шакири уверува дека ќе бара мислење од Бирото за развој на образованието за секое прашање за кое јавноста ќе има забелешки. Доколку не сте имале сексуален однос со припадник на вашиот пол, дали е сепак можно да сте хомосексуалец? Кога и како првпат свативте дека сте хетеросексуалец? Ова беа само дел од прашањата од прирачникот кој Бирото за развој го тргна од веб страницата, а за кој јавноста бурно реагираше. Во Струмица родители организираа и протест против образовните реформи со кој се спроведува родовата идеологија и пропаганда.